А ние се селиме во гимназијата Јосип Брос во Скопје, каде што е колегата Ване Марковски. Почна второто полугодие. Може би учениците во овој период се соочуваат со пат на мотивација, концентрација, меѓутоа што треба да се преземе, се разбира во разговорот во продолжение. Ване, доколку се слушаме, повелете. Да, колеги, ние малку, бидејќи почекавме за ова јавување, се преместивме внатре да не ги збуниме гледачите со зимска опрема. Топло е во училиштето, пријатно ние, но моравме да се засолниме поради снежните врнежи. Разговарам со Кристина Атанасова, психолог во средното Јосип Броз Тито во Скопје. Колегата Драги ја најави, Кристина, темата во студио, во интерес на времето и да не ни заврши одморот. Веднаш да преминам на прашањето, зошто токму во второто полугодие често се јава пат на мотивацијата кај учениците? Кога сме кај второто полугодие, првенствено би сакала да им посакам среќен почеток на учениците и на сите колеги. Во однос на мотивацијата во второто полугодие, слободно можам да кажам дека на почетокот на учебната година, кога учениците започнуваат со наставниот процес, влегуваат со една нова енергија, со едни нови очекувања, со еден новитет и со едни прашалници во глава што е тоа ново што не очекува во текот на овие следни 9 наставни месеци. Веќе кога се враќаат во второто полугодие, работите им се делумно познати. Што значи таа неизвестност која знае да не делува психолошки како мотиватор, делумно ја снемува. Понатаму, со оглед на моментот дека после цели 20 дена одмор се враќаат повторно на училишните обврски и тоа како може да дојде до пат на мотивацијата. Дополнително учениците кај кои имаме слаби, негативни оцени, може сликата за себе и мотивацијата во однос на корекцијата на истите да им биде опадната. Се тоа работи на кои треба да се обрне внимание и првенствено родителите, а потоа и наставниците да делуваат мотивирачки. Односно, во наши раце е дали кај учениците ќе се зголемува или ќе се намалува мотивацијата. А како учениците да си постават реални цели до крајот на годината, па тоа да им биде уште поголема мотивација за подобар влез во второто полугодие? Што ги советувате? Знаете, првенствено со една реална самопроценка. Да си постават прашање што е тоа што најлесно ми оди, што е тоа што најбрзо можам да го согледам. Дали да си направат еден план во главата. Дали ќе можам полесно и побрзо да го согледам материјалот кој што ми се наталожил малку повеќе за учење, дали да ја поправам оцената по еден или по друг предмет. Значи, мора да има еден план по кој ученикот ќе се движи. Понатамо, да се фокусираат не на генерализирани цели, туку да си постават едни конкретни цели. Да речеме, не ќе учам повеќе, туку ќе учам 30 минути повеќе во текот на денот. Ќе решам 5 задачи по математика повеќе во текот на денот. Реалните цели значат и да си постават некои остварливи, реално остварливи крајни постигнувања. Што тоа значи? Да не си поставуваат премногу цели кои може да бидат недостижни и кои само ќе го зголемат притисокот, анксиозноста и со тоа ќе им делуваат демотивирачки, односно ќе се најдат во ситуација да се повлечат и да си создадат еден несвесен притисок. Многу повеќе да обрнуваат внимание на процесот на учење и на тоа како учат, отколку на оцената која што ќе ја добијат. Да речеме, да си речат самите на себе. Подобро, оцената 2 да ја направам стабилна 3 или 4, отколку од 1 да преминам на 5 за многу кусо време. Затоа што нереалните цели делуваат демотивирачки. Тоа се некои основни принципи по кои учениците треба да се движат и само би потенцирала дека неуспехот или слабата оцена по некој предмет не значи неспособност. Треба да извлечат учениците поука, да не дозволат тоа да влијае на нивната слика за себе, да не делува демотивирачки, туку едноставно да констатираат дека некаде погрешиле и да направат нешто поинако за разлика од претходно. Каде е тука улогата на родителите? На кој начин најчесто свесно или несвесно создаваат дополнителен притисок врз своето дете? Нарочито пред крајот некако на распустот тоа се случува, па при почетокот на новото полугодие. Родителите од грижа, од љубов кон децата, често несвесно знаат да им создадат огромен притисок кој знае да делува многу повеќе демотивирачки отколку мотивирачки.
Реалната слика за очекувањата кон своите деца, кон учениците, треба секогаш да ја прикажуваат на еден објективен начин. Да не го употребуваат зборот мора, да покажуваат разбирање, да избегнуваат да ги споредуваат своите деца со другите ученици, да не употребуваат констатации како твоите другари може да ги имаат сите петки, како твојот другар успева да постигне се. Кога ќе се врати детето од училиште, да не го поставува родителот прашањето што доби како оцена, туку да го праша како помина, како се чувствуваш, што е тоа што ти е тешко да го совладаш, каде можам да ти помогнам. И на крајот можеби и најважно да внимаваат своите неостварени и нереализирани цели, да не ги проектираат преку животот на своите деца, затоа што често се случува родителите на еден несвесен начин да го живеат животот и своите неуспеси да ги реализираат преку успесите на своите деца. Апсолутно. Наместо тоа, едноставно треба да разговараат и да се обрне внимание на тоа да целиот однос на родителот биде мотивирачки, а не во спротивна насока. И сосема накусо за крај поддршка и очекување, како тука да го најдеме балансот? Со отворен разговор, со констатација дека и родителите го поминале целиот тој процес, да покажат емпатија, да покажат разбирање, да се води диалог, а не монолог, да не се осудува, да не се прекорува, да му се укаже на ученикот, односно на детето, дека грешки може, дозволено е да се случат, но многу е важно од истите да извлечеме поуки и констатации, да не се дозволи одреден неуспех да влијае на анксиозност, на зголемен стрес кај ученикот и така натаму. Да не се осудува, да не се употребуваат зборови од типот ти не си способен за ништо, тебе не те под знак наводници бива или не си надарен за математика, за ликовна уметност и така натаму. Јас често знам да кажам, секој од нас е надарен за нешто, само што треба да се пронајдеме и да балансираме. Благодарам многу за ленковското вклучување. Наскоро почнува и големиот одмор. Почнуваат обврските и за вас тука, како персонал во Јосип Брос, посакувам убав снежен ден. Благодарам за разговорот. Ви благодарам и поздрав до вашите гледачи. Благодарам уште еднаш, драги колеги, беше тоа четвртото линковско вклучување од Скопје. Тука се одјавуваме за денес, како има некои нови информации, поврзани со снегот ќе се вклучиме до 9:35.